Времето пред екраните е секојдневна појава. За жал, ние возрастните не даваме некој позитивен пример на децата. Кои екрани? Пред овие екрани може да седите по цел ден. За другите екрани зборуваме. Да, пред овие екрани. За овие екрани зборуваме. Пред овие екрани. Сината светлина. Па добро, треба да се разбира и пред присуството пред сите видови на екрани да биде дозирано, се разбира, со внимание. Според експертите, големата пресвртница и стремеж за екранизација се случува во 1997 година по објавување на првото видео за бебе Ајнштајн. Тој е почетокот на масовното изложување на децата, тука под наводници ќе ставам и анимирање од страна на родителите, со едукативна, тоа е под наводници, содржина. Дали е тоа така? Денеска разговараме токму за екранизацијата. Разговараме со доктор Ангелчо Андоновски, тој е специјалист педијатар, тој е дел од тимот на Заводот за ментално здравје кај децата младост, инаку во рамките на Здравствен дом на Скопје. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Секојдневно се соочувате со сериозните предизвици во развојот кај децата. Со каква симптоматологија доаѓаат кај вас? Ајде прво вака, самата најава што ја кажавте во врска со екранизацијата, ќе кажам дека тој свет, западен свет се многу поодавна пред нас, но кај нив поради масовноста на популацијата настанале овие работи што го рековте и проектот што одавна го зборам за бебето Ајнштајн, бидејќи тоа било во едукативни цели. Кај нас тие едукативни цели не се така нели поставени, бидејќи кај нас недостасува многу голем период, еден голем гап на сето такво случување, каде што изложувањето на екраните кај нас останува без едукатори, без некои патики кои што треба да се следат за таков тип на едукација. Проблемите се огромни. Веќе сме сведоци што ни се случува во поново време, дека екранизмот е присатен, поготово кај нашите деца, и настанува и не воведува во една нова сфера на проблеми кои што навистина може би сме ги очекувале, но дојдоа до израз веќе после ковид епидемијата кај нас, после таа еден вид на затвореност, еден тип на социализација, каде што екраните дојдоа до израз, поготово кај децата. Ги затворивме дечињата по домовите, им дадовме екрани, поготово телефоните, не само компјутерите. Ги затворивме по домовите, докторе, седнуваме во ресторан да ручаме, држи телефонот, гледај. Так. Нели е тоа простор за социализација со децата, со семејството? Токму оној период кога што навистина го почувствувавме ние, за да сега го добиеме на некој начин тој удар што еве сега следува. Екранизацијата ги воведе децата да тие будни сонуваат и да живеат во светот на екранот. Тоа доведе до многу проблеми, да ги доведе од тие симптоми што сакате ги прашате, а тоа е еден вид на затвореност, еден вид на асоциализација, еден вид на отсутство на говор кај нашите деца, појава на билингвализам, бидејќи тие во екраните го гледаат сето она што е од надвор, не го гледаат нашиот свет, ние немаме таков виртуелен свет кој што е на наш јазик, македонски и така натаму, туку токму билингвализмот дојде до израз и настана и првичните проблеми. Кога децата престанаат да зборуваат, кога родителите се освестија дека тие деца имаат некој проблем, а сето тоа е воведување во еден вид на псевдоаутизам. Колку и кои фази вие педијатрите ги диагностицирате кога е аутизмот во прашање? Вака, АСД спектарот е многу широк. Ние одвојуваме неколку, да кажеме, фази во кои што ги следиме, дали тоа дете првично има говор, ќе кажем, дали тоа дете остварува контакт со очите, дали тоа дете ги контролира сфинктерите, тоест дали се уште носи пелен или не носи, дали тоа дете навистина одговара на своето име кое ќе биде повикано, дали тоа дете има некаков си фокус, дали тоа дете ги следи сите оние, како да кажам, команди кои што ќе му се постава, дали ги препознава играчките, дали е заинтересирано и она што го викаме ние еден вид на изолација, само ви ги набројав еден дел од спектарот кој што ние го следиме, да не кажеме дека ние буквално како тим и како стручни лица следиме и други работи, дали тоа дете мастифицира, тоест дали тоа дете джвака храната, дали тоа дете сака само пасирана храна или сака само течна и мека храна и така натаму, тоа се еден вид голем дел од спектарот на аутизма. Нашиот дел на диагностицирање доаѓа токму по етапа. Ако јас како првично како педијатар, кој што ќе го видам детето и утврдувам дека ова дете има потреба да биде сработено од тимот. Доволен е еден преглед?
Па вака, ние првично утврдуваме едниот преглед каде што ги гледаме сите работи како тим. Тука станува збор за тимска работа. Заводот за ментално здравје за деца и младинци при здравствен дом, младост, е моментално институција која што е најинстурена во државата во врска со дијагностицирање на аутизмот. Не велам дека тука не е и клиниката за психијатрија, која што у последно време доста се говори дека има направено некаква си стратегија од 2024 до 2030 година за во врска со менталното здравје, кој што е деценија на ментално здравје, но Заводот за деца и младинци токму тоа го работи. Тимот се состои од педијатар, психијатри, педагози, дефектолози, логопеди, психолози, па дури социјални работници. Тимот го прегледува детето и тимот на крај носи заклучок за да ја даде дијагноза. Таа дијагноза е многу потребна. Тоест, ние говориме за рано дијагностицирање на таков проблем. Што порано го дијагностицираме тој проблем, ние побрзо ќе почнеме со протоколот и со третманот кај тоа дете. Како во смерница на негово обучување, тоест да кажеме едуцирање во тој процес, така и понатаму за да го подготвуваме тоа дете да биде подложно и да биде прифатено од целата средина, тоест негова адаптација во системот, како во учебниот, така и во животниот и работниот тек. За да успееме во се ова, мора ваши партнери да бидат родителите. Првото сознание дека детето е со аутистичен спектар нема поболно нешто за родител. Вие постојано сведочите на тоа. Апсолутно, да. Веројатно и пристапот веќе со искуството и знаете како треба да ја соопштите дијагнозата и така натаму, но дајте да ги поддржиме родителите, дајте да ги насочиме. Чинам дека постојано, еве ги следаме социјалните мрежи на овие теми, чинам дека лутаат по дијагноза. Што потоа за тоа дете тука кај нас во Македонија? Јас стално го кажувам тоа и постојано кога ќе седнеме да дискутираме на таа тема, тврдиме дека ние покрај работата со детето, кое што ние на некој начин едноставна, бидејќи следиме догма медицинска, следиме протокол, најпотребно да се работи со родителите. Родителите се тие кои што многу болно и тешко ја прифаќаат дијагнозата. Но треба едно да свата, дека од дадената дијагноза до на некој начин качувањето по тие скали, кои што се многу болни и трновити на некој начин, ние нудиме помош кај тоа дете, адаптација на тоа дете и нудиме, да кажеме, еден вид социализација, интеграција во нашето општество. Јас само како пример ќе кажам дека родителите се тие кои што ќе го продолжат целиот тој пат и тие се тие кои што треба да го следат протоколот. На детето само треба да се постојано биде покрај него и да се заложат и двајцата родители. Бидејќи да кажеме, ако доаѓа едно детенце на преглед, покрај него обавезно задолжително доаѓаат и двајцата родители. Да го слушнат сето тоа. И тука настануваат многу големи проблеми и од психолошки карактер, а и ќе кажам и од семеен карактер и така натаму и така натаму. Се менува целиот живот, се менува. Апсолутно, да. Но поентата е дека постојано апелирам кога ќе учествувам во било каква емисија, едукација и така натаму, дека родителите се тие кои што треба да го изодат патот. И тие меѓусебно не треба да имаат недоразбирање кога станува збор за такво дете. Него напротив треба да се сплотат, бидејќи зародиш на сите работи е во семејството. И се потекнува од семејството. Дури и ние сме воспитани од нашето семејство. Какво е нашето семејство, такви ние ќе бидеме. Не говорам за семејствата кои што во последно време се во поголем број, тоа се растурените семејства, тоа се разделените семејства, каде што таму се остава голема трага и последица, токму поради многуте недостатоци кои што ги има кај деца, а поготово кога станува збор за аутизм. Морам тука под прашање едно да дадам, затоа што кажав дека забележувам што се пишува и по социјалните мрежи. Често родителите се препраќани, најчесто е од искуство, ете така со тој изговор, и во погрешни чекори во третманот. Тука ќе прашам колку глутенот има влијание како потенцијален виновник за аутизмот. Го потенцирам ова затоа што често се препраќани во маркетиншки продукти, цели диети, цели начини на исхрана. Тоа навистина чини многу и дајте да ги насочиме, дајте да им ја дадеме вистинската правата информација.
според мене, а и според голем број на стручни лица кои што сме во оваа тематика, кои што ја работиме веќе долго години, јас ќе кажам дека јас сум веќе 4 години во Заводот за ментално здравје кај деца и младинци. Имаме неопходност од еден вид на една заедничка институција, тоест еден вид на центар кој што ќе работи со овие деца, за да родителите не талкаат. Тоа би се нарекол центар за аутизам, каде што освен дијагнозата, воспоставеноста на дијагнозата и контролата што ќе следува, ќе се одвива во тој центар. Јас ќе кажам дека при пристапот, при третманот и лекувањето на овие деца, кои што се поготово со аутизам, е неопходен цел тим. Тим од психолози, педагози, дефектолози, логопеди, па и нутриционисти. Значи, сите овие деца, кога ќе утврдуваме неговата болест, барајќи ги сите негови проблеми, ние ги упатуваме на доста лабораториски испитувања. Грото кај овие деца, бидејќи ти имаат проблем во генетиката првично, имаат недостатоци на многу ензими, имаат појава на многу видови на алергии кои што се кај нив. И тука навистина не е предизвикувач само глутенот, не е предизвикувач да кажеме кандидата и така натаму, или недостаток на некој трансферази или недостаток на некои аминокиселински ланци и така натаму. Недостатокот е опширен кај овие деца. Тие првично имаат проблем со дигестијата, а после со сето тоа друго што е како проблем од психички карактер или психолошки карактер. Така да, Македонија има потреба од формирање на еден заеднички центар за аутизам, каде што Министерството за здравство, соодветните институции, тука ќе ги напоменам Центарот за слух и говор, Заводот за ментално здравје, Клиниката за психијатрија и така натаму, па и дури издруженијата може да се приклучат, бидејќи тие се давачи на некаква услуга ван болнична и така натаму. Да, па и во најголем дел и поддршка на родители меѓусебно. Да, меѓусебна поддршка и тука ќе треба се вклучат освен Министерството за здравство, Министерството за труд и социјала, Министерството за образование, Министерството за култура дури во другите држави, значи буквално да знаеме како да се прави интеграција на овие деца. Ја ќе кажам дека децата со аутизам, освен тоа што имаат аутизам, тие се добри во некои други работи кои што може да им бидат зададени. Тие се со фокус многу прецизни. Значи, буквално општеството да најде начин како да ги интегрираме. Освен ранната детекција, која што ни е многу потребна во нашата држава, а еве за жал ја нема, на некој начин, ние сме првиот столб кој што на некој начин луѓето доцнат, првично заради средината. Кај нас се уште е табу тема да се говори по оваа тема за аутизам кај децата. Ќе кажеме дека веќе сме сведоци дека 1 на 36 деца или 1 на 100 како инциденца, веќе ние ги следиме и светските инциденции. Ако сме мала држава, но овој брз начин на живот и на живење, ние како родители, бидејќи не им посветуваме тоа што рековте предноку дека им ги даваме телефоните во ресторан или било каде да се, тие немаат игра, немаат социализација. Еден дел во протоколот кој што го пишуваме или кој што го задаваме, кој што го задавам и јас како лекар, покрај делот кој што е медикаментозен. Ја ќе кажам дека ние немаме лекарства, да се разбереме, чаробен лек или магично средство кое што ќе го излекува аутизмот не постои, но го треба многу прецизно да знаеме со какви работи, минерали, витамини, суплементи, омега-3 масни киселини, аминокиселини, да најдеме начин за да го воспоставиме. Еден од задачите во протоколот кој што ги задавам е социализацијата. Тоест дружба на тоа дете. Тоа дете првично мора да оди во градинка, тоа дете мора да посетува училиште. Тука е направен голем исчекор. Така, сведоци сме, навистина, за разлика од претходно и уште треба работа, но игротеките, значи социализацијата, игротеките, играта, гостите што ги заборавивме, значи тоа дете треба се дружи. Ние треба да одиме на гости да ни доаѓаат гости. Значи каде што ќе има некаква си, еве да кажам, борба тоа дете за да свати дека тоа треба да се бори во таа средина за да исплива напред. Период на настанки на вируси, дел од годината кога никој не знае што му е, а веќината кои што се соочуваат со вакви ситуации се кревки. Да. Аерозагадувањето си го прави своето, па што советувате во овој период од година? Не може да не ве прашаме на таа тема. Секако таа тема и од порано ме следи, како да кажам, бидејќи стално дискутиравме и веќе на некој начин таа тема кај нас треба да снимиме еден прилог и да го пуштаме секоја година, постојано исто, ништо не се менува за жал. Јас ќе кажам дека покрај овој период што ни се случува, периодот на големото загадување во Скопје, сведоци сме дека покрај нарушување на
пулмолошкото здравје кај децата, појавата на алергии, се поголем број појава на астмата, се поголем проблем на проблеми со белите дробови, дојде до проблеми со појава на крвните садови кај децата и на мозочето. Значи, тука повторно го засегнува ова дразба долгогодишна менталното здравје кај деца. На некој начин, оштетувањето на белите дробови, оштетувањето на крвните садови, предизвикувајќи поголем број на проблеми, предизвикува и многу недостатоци што ние во општеството треба веќе да ги дискутираме. Освен што постојано апелираме како стручни лица да се реши проблемот со загадувањето, ќе речем дека родителите треба да ги следат советите од педијатрите и од лекарите. Значи, што значи тоа? Да се буквално да се избегнува периодот на најзагаденото, тогаш да не се изнесуваат деца, доколку треба да бидат изнесени или со маска или да бидат за краток период само изложени. Да се посетуваат места каде што се полни со кислород, повисоките места, реките, езерата и така натаму, значи се она што ни дозволува или да излеземе од Скопје, на овој начин ќе кажам, да сме со нутритивниот дел на незавидно ниво, значи буквално да тие деца имаат многу добра исхрана која што ќе е богата со минерали и витамини и да кажеме дека тие деца навистина треба да седат во простори кои што на некој начин ќе ги обезбедиме со одредени прочистувачи, без ионизатор да се разбереме, нема потреба како ионизирачко зрачење и каде што постојано ќе внимаваме на нивното здравје. Првите симптоми ако ги приметиме кај ова дете, да има некој недостаток или нешто, да се појде кај својот педијатар и да се направат понатамошни испитувања. До тогаш и ние возрастните, еве, како мене ќе се изборуваме цела недела на нос. Апсолутно, мислам дека трае повеќе. И повеќе првото Некои од нас цела зима се изборуваат, што имаме хронични проблеми. Почувствував кога почна да врне. Апсолутно, да. Тоа ни го прави се ова што го издискутиравме во овие неколку минути, така да мислам дека заедничката борба пак треба да ја насочиме кон институциите. Значи тие се, ние не можеме ништо, ние ајде да не возиме возила, ајде да не се греме. Мислам тоа ајде да не одиме на работа, ајде да не дишеме на крај. Ајде да, на крај да. Во меѓувреме да се обидуваме колку можеме да си го зачуваме здравјето. Благодариме. Мислам дека заклучокот треба повторно да биде, ќе искористам вашата реченица во делот на тоа дека е потребен еден центар за мултидисциплинарен пристап, за да можеме веќе да зборуваме за инклузивно општество, нешто што заслужуваат овие дечиња. Така, ние зборуваме и подолг период на инклузивно, но никако да го воспоставиме тој правец. Ова конференција што ни се случува деновиве во организација на ЗЕГИН е како прва средба или прв некаков си конгрес од меѓународен во врска со во Македонија во врска со аутизмот и АДХД-то. Слушнаме доста работи од доста еминентни професори од надвор. Ќе кажам дека кај нас се уште има луѓе кои што навистина талкаат, не го работаат сето тоа што го презентираат дека го работаат, а стручњаците се многу малку. Проширувањето на тој кадар е неопходно за работа со овие деца. Ја ќе кажам дека навистина постојано се надоградуваме ние кои што го работиме тоа, но се уште имаме табу теми кога станува збор за ова. Не само ние, дури целиот свет. Благодариме за гостувањето. Благодариме.